М-Проспект ја спроведе ова, морам да кажам, една од ретките анкети или истражувања на оваа тема, ја спроведе на исклучително висок примерок, имајќи во предвид вкупниот број, проценките за вкупниот број на новинари во Македонија, било синдикално, било несиндикално организирани, така да овој примерок од 300 анкетирани новинари кои што го фативме со телефонска анкета, ни дава статистички голема валидност на резултатите, односно со голема точност и веродостојност можеме да кажеме дека бројките кои што ќе ги презентирам сега објективно ја изразуваат ситуацијата во нашето општество што се однесува до овие теми. Морам да кажам дека доминантно беа опфатени пред се новинари, додека процентот на медиумски работници кои што беа анкетирани беше доста помал, но тоа не ја намалува веродостојноста на резултатите. Од аспект на профилот на испитаници кои што, односно во какви медиуми работат, анкетата опфати 41% на телевизиски новинари кои што работат во телевизиите, 29% беа опфатени новинари што работат во печатени медиуми, 20% се онлайн медиуми, 6% новинари во радиото и околу 3% на новинари кои што се моментално во моментот на спроведување на анкетата, која што беше спроведена во ноември 2013 година, беа без ангажман. Просекот на работно искуство на вкупниот број на испитаници, кој што може да видите, од 14 години од прилика, што ни дава за право да кажеме дека анкетиравме луѓе што знаат што зборуваат, луѓе кои што искусиле подобри и полоши времиња во професијата, кои што имаат перспектива и историска перспектива и контекст во кој што може да ги споделат сопствените искуства. Полово беше исто така добро избалансирана анкетата, 52% мажи, 48% жени, додека од аспект на етничката припадност малце повеќе преовлада македонски новинарите со етнички македонци, но исто така останатите етникуми се значително застапени. Со Тамара, кога го развивавме прашалникот, се фокусиравме на двете теми, кои што понатаму ги продлабочивме со повеќе прашања. Првата беа работните права, вторите беа професионалните стандарди. Значи, првенствено морам да напоменам дека се работи за перцепции општо на професијата од страна на новинарите и нивни лични искуства со состојбите, односно прашањата кои што ги поставувавме. Она што е некој значителен тренд од одговорите што го добивме, дека песимистичко е расположението кај поголем дел од работници, од медиумските работници, односно новинарите. 80% велат дека ситуацијата се влошува генерално од аспект на нивниот социјален статус, нивната економска состојба во медиумската професија, така да тука не е многу добра, односно лоша ситуацијата во медиумите. Од аспект на тоа дали сте биле сведок или жртва на мобинг, значи прашувавме дали сте биле едното, другото или и двете, може да се види доколку се соберат заедно овие можни одговори, дека речиси повеќе од половината од испитаниците или биле жртви, или биле сведоци, или сведочеле и биле жртва на мобинг во нивните редакции. Понатаму прашувавме дали сметате дека сте соодветно платени за вашиот ангажман и образование. Значи, дел од новинарите, односно сметаат дека само 11% се доволни со својата плата, околу 46% сметаат дека делумно се задоволни и голем дел, 44% исто така, се незадоволни со нивниот
со платата сразмерно на нивното образование, ангажман и искуство. Наредно прашање кое што го поставивме беше од аспект на нивниот работен статус. Како што може да видите, 35% од новинарите немаат договор на неопределено, додека останатите се или фриленс, или се без договор, или се вработени на определено. Работното време на оние што имаат договор, значи ова е од аспект на тоа беа прашани, ова е филтрирано прашање, само оние кои што се фактички вработени формално, на колку сте пријавени, дали на цело или на половина работно време, 70% се одговориле дека се пријавени на полно работно време. Како се пријавени примањата на вработените беше наредното прашање. 67% се пријавени на целосна сума, повторно ова е од процентот оние кои што се вработени, додека 23% не сакале да ни одговорат на даденото прашање. Понатаму прашувавме колку новинарите и медиумските работници се вклучени во одлуките на менаџментот, да речеме, или на уредниците кои што засегаат нивната положба, економско-социјалната, како и професионалната. Исклученоста е во голем дел евидентна, односно 67% не се вклучени, ниту пак се информирани, односно најчесто се постериори информирани за одлуките кои што ги засегаат, кои што нив лично ги засегаат, било од професионален, било од социоекономски аспект. Понатаму прашуваме дали раководството често зборува за превработеност во редакциите. Ова го поставивме поради тоа што многу често ситуацијата за превработеност се користи како алиби за различни форми на закани, но исто така суптилни и експлицитни, но исто така и отпуштања во редакциите поради наводно или можеби евидентната превработеност во редакцијата. Висок е процентот на новинари кои што рекле дека во редакциите не се зборува за превработеност, така да но исто така и оние кои што имаат искуство дека уредништвото зборува за превработеност, процентот кај нив е 34%, така да речеме повеќе од третина од медиумите се користи ова стратегија. Поради кои причини сте го промениле работното место? Најголем дел се разбира заради подобрување на социјалната финансиска положба и социјален статус, односно за подобра платена позиција. 30% го напуштиле, односно го промениле своето работно место, но може да видите дека околу 11% тука се поделени новинарите по која основа го промени работното место, односно во овие 11% категорија влегуваат оние кои што се оправдано или неоправдано отпуштени, но и оние кои што напуштиле поради притисок. Морам да напоменам дека во дел од прашањата, во значителен дел од прашањата исто така имаше голем број на новинари кои што одбиваат да одговорат на некои прашања или во почетокот одбиваа, што поради сомничавост, што поради страф, нели, од импликациите од нивните одговори, меѓутоа сепак бројот на оние кои што ни дадоа валидни одговори е исклучително голем.